Територијалната противпожарна единица од Македонска Каменица доби уште едно противпожарно возило од типот Денис, донација од Флориан Операција. Okay, yes, so we are a non-government organisation called Operation Florian, based in the United Kingdom. Они се невладена организација Операција Флориан од Велика Британија, кои што работат на Балканот од 94-та, а конкретно во Македонија од 2008 година. Ова е 26-тото возило кое што е донирано во Македонија од тогаш па навак. Опремата се состои од истата која што ја користат во Англија, која се состои од скали, изолациони апарати, црева и цела опрема за употребување во сообраќајни несреќи. До сегашно негово знаење сите возила кои што се донирани во Македонија се во функција и се во најдобра кондиција. Со донирањето на возилата и опремата се грижиме секогаш да ги обучиме пожарникарите каде што оди возилото со опрема. Имаше претходната недела тренинг сесија каде што каде што се сите донирани возила, повеќе групи од извршија тренинг сесија во Свети Николе, каде што беше стациониран тренинг центарот за обука на пожарникарите од Новаци, Каменица и Свети Николе. Novaci in South Macedonia, one for Sveti Nikol and one for here, and the training all happens in one place together for all firefighters. Во моментот, ТПП Македонска Каменица располага со 5 возила, од кои едно не е во функција, но се очекува во скоро време да биде отстранет дефектот и може да се користи. Лично од моје име, од името на територијалната противпожарна единица, сакам да се заблагодарам на Рој и екипата од Флориан. Голема благодарност што ни донира противпожарно возило. И исто така сакам да изразам посебна благодарност до Христијан Атанасов од доброволната противпожарна единица, територијалната противпожарна единица од Свети Николе, кој е кореспондент во операција Флориан со другите единици од нашата држава. Ова специјално возило, ПП возило тип Денис, е мултифункционално, повеќе мултифункционално возило, кое што се состои од разновидна опрема за спасување. Тргнувајќи од скали, потоа продолжувајќи со РТЦ опрема за сообраќајни незгоди, воздушни перничиња и многу опрема што ние моментално можеме и некоја имаме, но е многу застарена и во тешка кондиција, а некоја можеме воопшто ја немаме. Секако инструкторите од операција Флориан таму каде што донираат прво налагаат по нивните стандарди вработените кои што ќе ја користат опремата да поминат низ соодветна обука, па потоа ја донираат. Па така ние во текот низ минатите 4 дена од 17 до 20 ноември бевме во обучниот центар, тренинг центар во Свети Николе и така ја совладавме обуката за тоа возило и денеска, како што гледате, возилото пристигна во нашата општина и ќе биде донирано за наша трајна употреба. Моментално во возниот парк имаме 5 возила, едното возило не е во исправна состојба, се надевам дека во скоро време ќе биде и тоа санирано, значи 4 цистерни и едно возило за шумски пожар, пикап, исто кој може да биде користен и за наводно возило во урбана средина. Можам да кажам дека на нашата територија на општина Македонска Каменица оваа година немаше многу пожари, така да нашата активност беше повеќе концентрирана на испомош на соседните територијални противпожарни единици кои што беа зафатени со големите пожари во летниот период, така да бевме дел од екипата што бевме на гаснењето на големите пожари во Кочани, во Берово и во Делчево. Градоначалникот на Каменица кажа дека како општина ќе има и понатамошно инвестирање во опрема со што би се олеснила работата на каменичките пожарникари. Најпрви би сакал да им се заблагодарам на сите вклучени, вклучително на Флориан во самиот проект, значи благодарение до нашите пожарникари, командирот кој што се заложи за сето ова да биде успешно организирано и средено. Факт е дека ова противпожарно возило за нас ќе придонесе многу, иако да се надеваме што помалку да се употребува. За прв пат Флориан има донирано кај нас во 2011 година, тогаш беше само опрема, сега имаме и опрема и возило. Ние како општина ќе се заложиме во понатамошно инвестирање и опремување на нашата противпожарна единица, за да може да бидат во најдобар ред секогаш спремни во интерес на граѓаните. Од Флориан Операција кажаа дека во иднина продолжува добрата соработка со пожарникарите кај нас и ќе помагаат колку што можат пренесувајќи ги своите искуства на колегите во Македонија.